Почитувани гледачи на Спортска мрежа, ова е ново издание од Спортска анализа на Спортска мрежа, посветено на првата женска фудбалска лига. Знаете дека во изминатите неколку кола графички ги анализиравме погодоците во втората македонска фудбалска лига заедно со нашиот соработник фудбалскиот стратег Александар Максимов. Меѓутоа сега правиме ваква анализа преку графички приказ и во првата женска фудбалска лига, практично таму каде што ќе ги имаме погодоците со цел да имаме материјал за анализа. Ќе направиме анализа во оваа емисија на надпреварот од претходното 19-то коло на првата женска фудбалска лига во Струмица, на теренот со вештачка трева. Екипата на Тиверија Брера со 3-0 го доби топ гол од Битола. Фаворит на овој надпревар секако беше екипата на Тиверија Брера, која што со 3-0 го доби тој надпревар. Позади мене е самата табела. Морам да потенцирам дека вчера беа одиграни 3 воведни надпревари, додека пак утре токму Тиверија Брера ќе го комплетира 20-тото коло со тоа што ќе гостува во Струга кај екипата на АС Юнайтед. Во таков случај ќе имаме комплетна табела која што ќе може да ја погледнете на sportskамрежа.mk, нашиот веб портал кој што е посветен на македонскиот спорт. Ова е табелата од првата женска фудбалска лига, која што е со 10 екипи, за оние кои што можеби не се толку упатени во женскиот фудбал. Актуелниот шампион Љуботен и натаму е лидер на табелата со 49 бодови. Тиверија Брера е втора со 44 бодови, меѓутоа Тиверија Брера утре ќе го одигра тој надпревар против АС Юнайтед од Струга, каде што Тиверија Брера е апсолутен фаворит и би требало по некоја логичност да го добие тој надпревар, меѓутоа остануваме да видиме што практично утре ќе се случува во Струга. Каменица Саса е на третото место со 43 бодови, веднаш тој драстичен пресек на табелата. Доаѓа Скопје на четвртото место со 33 бодови. Ова е бројот на одиграна надпревар. Гледате дека некои екипи имаат по еден надпревар помалку, од причина што Тетовска Шкендија уште пред да го започне првенството се откажа од надпреварување. И практично тоа значи дека во секоја коло има по една екипа која што е слободна. На петото место Истатов, кој што има 21 бод, па доаѓа Атлетико, која е шести со 16 бодови. Практично екипата на овие две екипи вчера одигра реми без погодоци. Потоа доаѓа Топ Гол на седмото место со 12 бодови и веќе доаѓа тука битката меѓу АС Юнайтед и Речица. Речица загуби од Саса вчера со 2-3 на домашен терен, додека пак Љуботен го доби Топ Гол во вчерашниот меч од тоа 20-то коло. Имате можност да го погледнете деталниот извештај со стрелци на Спортска мрежа МК. И сега битката меѓу овие две екипи, бидејќи екипата која што ќе заврши на 9-тото место или во ова портокалова бараж зона за опстанок ќе игра бараж за опстанок со екипата која што ќе биде втора на табелата во втората женска фудбалска лига. Таму битката се води помеѓу Вардар и Биленен Извори, бидејќи е прв тимот на Кочнек. Имаме друга емисија за ова ситуација околу тој бараш надпревар. Веќе на 27 април во Охрид екипата на Биленен Извори ќе игра против Вардар. Таму околностите завис тој надпревар, доколку Вардар го добие тој надпревар, тогаш во последното 14-то коло на домашен терен ќе игра против Кочани и ќе се решава за тоа кој да биде шампион. Доколку Биленен Извори биде подобар од Вардар, во тој случај веќе Кочани како шампион во последното коло ќе гостува кај Вардар, па во завис од тоа со каков триумф, односно со каков резултат ќе триумфира Биленен Извори против Вардар, ќе се решава последното коло кој да игра бараш, односно кој да биде втор. Меѓутоа има многу математики, тоа го ставаме за некоја следна емисија. Значи ова беше табелата од втората, односно првата женска фудбалска лига на Македонија. Одеме со анализата на Александар Максимов на погодоците, трите погодоци од надпреварот Тиверија Брера Топ Гол. Во самиот почеток на акцијата при постигнувањето на првиот гол, односно при изведувањето на корнерот, можеме да видиме мешовито поставена одбрана на екипата на Топ Гол и бројчина надмак на нивните фудбалерки од 7-4 во
зоната на центаршут и во зоната на шут екипата на Топ Гол има дефицит односно 2:1. Имавме не толку добра реакција при превземање на играчот при ударот со глава, потоа и при вториот удар имавме задоцнета реакција, како и при самиот центаршут неколку секунди подосна видовме не толку добро движење и комуникација помеѓу фудбалерките на Топ Гол. При вториот гол фудбалерките на Топ Гол стоја во низок блок од 1-5-4-1 со доста простор помеѓу дефанзивната линија, што може да се види на самата графика. Фудбалерките на Брера знаеа да го искористат тоа, бидејќи движењето без топка, комуникацијата и превземањето на играч од страна на фудбалерките на Топ Гол мора да биде за нијанса подобро. При третиот гол на самата графика е представен моментот кога екипата на Топ Гол ја освојува топката и можеме да видиме дека фудбалерката на Топ Гол има многу подобро и поедноставно решение за додавање пред моментот кога топката ќе биде изгубена. Ваня, сиде! Оливе! Лер! Лер, Ваня! Ајде ти го штета! Иде за него! Почитувани гледачи на спортска анализа на спортска мрежа, ова беше се што подготвивме во ова кратка емисија посветена на првата женска фудбалска лига, практично тие три погодоци кои што беа во Струмица од надпреворот Тиверија Брера, Топ Гол кој што се одигра во рамки на претходното 19-то коло. Не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал Спортска мрежа подкаст со цел натаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.